Добар ден, почитувани гледачи, во најновото издание на емисијата Плетенка. Како е расположена Сузе, мојата колешка денеска и презентерка на оваа денешна Плетенка, така веројатно ќе сугерира и на моето расположение. Аз се надевам дека ние како работна двојка ќе влијаеме на вашето убаво неделно расположение. Нема да ви кажеме на почетокот за кој град се работи, значи каде ние бевме гости со нашиот тим, но еве на почетокот јас ќе кажеме на Гатенка, а вие слободно може меѓу вас да си погодите за кој град се работи. Гатанката би била на 2 влегувам, а на 4 излегувам. Ако тоа нешто значи за престојот во овој град, тогаш да видиме уште неколку асоциации кои што ги подготви Сузе во нашите машини. Како и да е, денот ни започна многу динамично, така што јас ожеднев и мислам дека е време, додека го гледаат гледачите прилогот, ние да си наточиме нешто од оние буренца онде што ги имаме. Тешко на гледачите, овде се мал коколи има денеска. Погледнете разгледницата. На југ од редестиот Балкан, каде сонцето ги истура своите зраци, а Господ ја благословил почвата со слад и милост. Таму е Кавадарци. Помеѓу морето од лозја, низ брановиот сладко и шаренолико грозје, луѓето не се плашат да го отворат грлото и да запеат песна со чаша врака. Барајќи ги символите на Кавадарци, дојдовме до неговите корени. Ова е најстарата лоза која што никнала уште многу одамне и до ден денеска ги чува живи спомените на Кавадарци. Овде сите врати ти се отворени, а трпезите се преполни со вино и ориентален вкус, со кој домаќинот те кани да седнеш до него, нудејќи ти го своето богатство. Секој патник, намерник или случаен минувач, кој барем еднаш поминал или престојувал во Кавадарци, посакал повторно да дојде. Ова е јаворот, најпознат јавор, првиот ориентир за градот Кавадарци. Момент, почекајте ме само. Еве ме од оваа страна. Значи, кога еден стар жител на овој град се иселил по турското време некаде во Турција, после 100 години 200 дошол овде во Кавадарци и рекол: "Шо е воа бе на добар кавадаречки? Шо е воа? Воа не е Кавадарци." Ама кога го прошетале кај стариот јавор, рекол: "Воа е Кавадарци." Со право се вели дека една од најголемите вредности на овој град е срдечноста и гостопримството. Тоа го кажуваат и старите трговци кои со векови наназад доаѓале во Кавадарци и кои со карвани натоварени со вино и ракија заминувале и повторно се враќале. Во градот на гостопримството, градот на тиквешкото вино и ракија, опеан во многу македонски изворни народни песни. Брала мома, вело ми грозјем црно. Брала мома, вело ми грозјем црно. Црвено. Ајде наполнила, девет ми бошви со вино.
Ајде отворила среде други ме Ана. Отворила среде други ме Ана. Ме Ана. Ајде научил се дрено полски делија, научил се дрено полски делија, делија. Ајде точи вино неверено девојче, точи вино неверено девојче, девојче. Ајде давај пари неброени ѓаволче, давај пари неброени ѓаволче, ѓаволче. Ете, тоа е Кавадарци, тоа се кавадарчани, представени преку песните, кои што во живот ќе ги изведат нашите музички гости, заедно со големиот народен оркестар на Македонската радиотелевизија и секако преку прилозите кои што ние ги снимивме додека бевме нагости во Кавадарци. Снимивме игран филм таму. Така. Сега, пред да го најавиме следниот прилог со наслов Ах, времиња, да се навратиме малку кон минатото, кон традицијата и тоа што значи Кавадарци некогаш и денес, би сакала, Кира, тебе да те прашам накратко, сигурно добро ти е позната песната Билјана платно белеше. Како не со Билјана лично се знае. Ете така, знаев. Сега во песната се вели дека ми поминале винари, Белограѓани. белограѓани. Дали знаеш за кои белограѓани станува збор? Така, тоа убаво рекле белограѓани, а не Така. белграѓани. Значи нема врска со нашите пријатели од соседната држава, Така. туку има врска со една населба, област во Тиквешијата. Така, белградски регион, како да го кажеме, регион Како да го кажеш, тој си е тој. каде што се произведувало најквалитетното грозје за производство на вино и најубавото трпезно грозје. Но како и да е, ајде да го погледнеме прилогот и ќе видите што се друго се крие во историјата на Кавадарци. Кавадарци како град за прв пат се споменува уште во 1915 година. Добрата местоположба и погодните климатско-географски услови овозможиле да се развие и да стане центар на целиот Тиквешки округ. А за тоа како Кавадарци станал центар на Тиквешијата, постојат и повеќе приказни кои говорат за досетливоста на кавадарчани. Долго време имало препирка меѓу кавадаречките и неготинските бегови каде да биде центарот на Тиквешкиот округ, односно каде да биде седишто на Кајмакамлукот. Во прво време тој бил во Неготино. Меѓутоа, незадоволни од ваквата одлука, кавадаречките бегови го запалиле Кајмакамлукот во Неготино и настанала една голема кавга и препирка, така да морало тука да интервенира Солунскиот валија, така да тој побарал да отиде една делегација во Солун. Меѓутоа, кавадарчани, беговите биле многу подосетливи, тие испратиле делегација која отишла во Солун, ги ја пречекала комисијата која што наместо да оде до Неготинската железничка станица, тие преку овој рит овде, овој сртот, дошле негде во раните утрински часови, пристигнале во Кавадарци и кога сонцето го огреало градот, навистина им се допаднал
и рекле нема потреба да одиме понатаму, тука ќе биде центарот на кајмакалникот. Меѓу многуте легенди има една која говори за тоа како градот Кавадарци го добил името. Името на Кавадарци потекнува од грчкиот збор кавадион, што значи наметка направена од скапоцена ткаенина. Аналогно на тоа, кавадарчани би биле нели и производители на таквиот вид ткаенина. Ова нешто го потврдува и Евлија Челебија, кој дошол во Кавадарци во средината на 17 век и тој кажал дека покрај другото во Кавадарци, покрај тоа што видел многу убави лозија, нели, видел неколку трговци, односно занаечи кои произведуваат една ткаенина кој што тој ја нарекол бајас аба, еден вид човек кој што кавадаречките занаечи ја продавале на пазарите широм Балканскиот полуостров, па дури и до Мала Азија. Понекогаш и мене ми е потребна професионална помош. Силното дејство на кетонал гел помага во облажување на болките. Кетонал гел – сигурна победа против болката. Kako tebe rodem kraj, nema nikade.
Тиквешијата знае да даде вистински плодови, ама знае да направи и легенди од многу личности, што се познати во целата наша земја и многу подалеку од нашата земја. Господинот Миле Попов е и мој пријател, мој даскал за риболовот и етика во риболовот, инаку легенда на спикерството во нашата Македонија. Миле, кога ќе го донесам овде или кога ќе дојде нагости во телевизија, толку сум му љубоморен, ама и малку се плашам дека кога сите ќе го видат, велат, аман, како се правиш така да бидеш вечно млад. Еве, тоа наше дружење ќе резултира со откривање на една мала тајна. Значи, бате Миле, која е формулата за долговечноста? Мала тајна за една многу битна убавина. Рецептот е пред се движење, второ, нормална храна, без претерување, и трето, најголемата убавина за мене, за мајка ми, за фамилијата моја, бил маџунот. Мнозина од моите сограѓани, денеска во Кавадарци и во околината, ги мрзи и покрај сите лозија што ги има денеска 10 пати повеќе од колку јас кога расте во Кавадарци, не варат маџун. Купуваат желе бомбони, купуваат некакви чоколада, комбинации. Маџунот е благодет што го дала природата. Многу едноставно. Се зема земја, бела земја, слична на ума, грозјето се бере, се меле, се стајува ширата, со маркуш. Маркушот е црево, кавадарчани знаат што е маркуш. Со црево се лачи ширата, се запрстува со печена бела земја, за да не проврие ширата и се остава вечерта да престои. Наутро, со цедилка, сета земја, со се пената од ширата, се собира со цедилка и се фрла надор. Тоа што останува, пак преку цедилка, се наточува во аранија. Може, мнозина и денеска не знаат што е аранија. Тоа е бакарен, голем, широк сад, кој што се става на пирустија. Пирустија знаете што е троножецот. Оздола многу јак огин. За 2,5 часа од 60 литра здрава шира од грозје Прокопец, од кратошија, од бургунец, бидејќи татко ми беше агроном и јас сум растен по расадници, ги знам и тие сорти, кои што имаат многу шеќер, многу малигани, од 60 литра шира добивате 20-18 литра маџун од здраво грозје што има над 20% шеќер во себе. Ова е за да видите. Гледајте. Скоро како мед дебело. Едно вакво филџанче дава енергија за 3 дена копање лозија. А не се плаќа со пари, сем ако не се испотите кога го варите. Од која ќе се стави во аранијата, која ќе зоврие ширата, од пепелта од жарта, под аранијата, со лопатка, ќе нацрпите бжешка пепел и жарчиња и ќе ги фрлите во ширата. Веднаш сета киселина од ширата го преплавува садот, аранијата или шерпата, ќе истече 1 литро до 2 литра од ширата и потоа тоа полека се вари. Или јас, како што велам, се динста. И на аранија за 2,5 часа добивате еваков маџун кој што е незаменлив со ништо друго. Значи, вака конкретно објаснување, децидно што би се рекло, може гледачите да слушнат, затоа што секој што ќе купи грозје може да си го подготви овој рецепт. Но да чуеме овој еликсир, зашто е добар? Пред се, нема лек за жолтица, се маџун. Акутна жолтица се лечи со 3 литра маџун. Сите трчат по лекари, барат рецепти, лекови по апотеки, посебни лекари, не знам од каде, а со 3 литра маџун акутната жолтица се лечи. Не се залечува, се лечи. Натаму, за кашлица за деца. Нема поубаво од едно филџанче маџун на 3-4 дена да се потроши и да му се турат облога на детенцето на градите
и на грлото, никогаш повеќе нема да закашла. А да не говориме со пеши, со пиганици, со ченкарна погача, со палента, гураби, стари тиквешки гураби, тие што се кавадарчани знаат што е стара тиквешка гурабија, тоа е најубавата гурабија која што може една година да трае, да не се расипе, бидејќи во природата не се расипува мед, ракија и марџун. Можат и илјадници години да бидат присутни и да не се расипат. А еве, и за тебе, и за водителката. Благодарам. Да. Јас веќе добив од кавадарци маџун. Да, ама тоа е ова е по рецептот на мајка ми од Ваташа. Така. Значи, јас варам веќе 20 години маџун, овие 2 години од некои здравствени причини не, и синовите мои, и брат ми, и сестра, и сите комши кои ќе им се разболи дете, дедо Миле е тука, Одлично. да ги послужи со маџун. Кажи ми, Миле, дали помага за препотенција ова? Па слушај, за потенција помага, за препотенција не знам. Кавадарчани се познати по тоа што се многу добри и гостопримливи, одлични домаќини и многу добро раскажуваат приказни едноставно да седнеш на маса и да не ти се стане, со убава песна, со чашка добро вино или ракија и нема поубаво од тоа. Може и со вино и да се направи раванија со ореви од маџун, тогаш да видите каков е вкусот на виното кога се конзумира раванија направена од маџун. Како и да е, ни треба песна. Ни треба И песна. од мене, јас може би таму сам ќе си запнем кога ќе одидам. Секако, ќе запееме сите овде заедно, но она што сакав да го кажам, домаќинот на кавадарци посебно се мери по тоа колку декари винова лоза имаат и колку поквалитетно вино или ракија ќе извадат, а покрај големата мајсторија која што треба да се поседува во производство на вино и ракија, постојат и голем број на анегдоти кои што се проследени при обработката на виновата лоза и варењето на виното и ракијата, па ние слушнавме многу приказни, но еве една ќе ви пренесеме и вам, почитувани гледачи, преку следниот прилог. Свети Трифон е главниот светец на кавадарчани и тој се разбира секогаш знаел да помогне за да има шо поголем берикет. А берикетот се претвора во златна течност која што го карактеризира вашиот крај. Ја потекнувам од стара фамилија, Велкови, мојот дедо Александар или така како што го викаат Сандо Велков. Он е оформил првата винарска визба 1885 година. Почнувајќи од Меана и понатаму се прошируел. Така да се према пишаните документи, дека тоа може да се каже и на Балканот една е по старите. Кој кажува кога е зрела комината за да се пече ракијата? Домаќинот е тој кој што подредува. Додека домакинката е тука кој што она гледа. Сега, начинот на созревање. Бурната ферментација мора да си помине на измуленото грозје. Својот процес. Од поминување на бурната ферментација, али имаме газено 3 пати дневно. И така на 3 пати. Буквално се гази? Буквално се гази. Па видите, ја да кажам една ситуација, мој зете Ацо Шопов за моја прва бартучеда и тоа е во ова големата каца. СС2, али доаѓат во време без да се најават. Господа си го просте него. А јас во купачи гачи, затоа што овдека не можете вие да газите другче. Купачи гачи, летно време, шлапу натре, еднак, 2 пати и она флеват. Вика, шо правиш? Газан. И јас не пијам од тоа вино. Добро, викам, зете, седни си, викам, настана, тамо спремено за јаде. Марко, цревото, јас истуширав, изгазив, али во тој момент од другата извадов вино. И Ацо седнува, масата, софрата полна и 5 Ова е, вика,
ова е вино, не сум пиел по убаве. Тоа е, викам, зете, кога го газев ја гол. Да се насмееме. Виното и ракијата во умерени количини тераат на пеење. А јас предлагам да видиме Сузе во студиото кога го има подготвено таму, да ни запее една убава песна за виното и за ракијата. Ај се згува. Сите сме подготвени за песна и навиваме за песна, но најпрви нели ред и да го представиме гостинот кој што ќе пее, Маријан Коцев, натурализиран скопјанец, а вистински кавадарчанец, така? Токму така. Добар ден и поздрав до сите гледачи. Овдека во Македонија и ширум светот. Што е тоа што покрај песната те поврзува со кавадарци? Многу нешто. Речти целиот живот таму го поминав. Таму започнав со музиката, таму започнавме со првите серенади. Значи, целиот живот во кавадарци, во тиквешијата, поминати долги ноќи непроспиени, со добро вино, со добра ракија, со софри, со колеги, со музичари, со колеги. За кавадарци има многу да се зборува. Сето тоа запишано во песните и што туку сакав да те прашаме, раклија ли си за вино и ракија, самиот си кажа? За ракија не е толку, али за црно винце може така, по една чашка. Ама дневна доза. Ама за песна, многу. За песна малку повеќе. Повели да ни запееш. Благодарам. Pamtiš li libe do doroga pamtiš li libe do koga si vekme malečki galave, koga se dvajca ljubevme, koga si vekme malečki galave, koga se dvajca ljubevme. Koga si vedme malečki galave, koga se dvajca ljubevme, vočićovo to gradiće galave, vočićovo to gradiće, koga se dvajca ljubevne galave, vočićovo to gradiće. Na jedno granče stojevne galave, na jedno granče stojevne, višnji čerešni jadevne galave, loša si kletva sedovne. Višnji čerešni jadevne galave, loša si kletva sedovne. Toj teško volen da legni galave, toj teško volen da legni. 9 posteli da smeni galave, na 10 da stane.
Бубо Каров е позната личност во Кавадарци, во Скопје, во Македонија, во светот и пошироко. Посебно пошироко. И колку широко, така отприлика. Да. Само да те поздрави Сузе, па и Епа, вас Бубо, спремна. добре дојде во секое представување на градовите, плетењето на плетенките за секој град низ Македонија. Се обидуваме да ги поканиме вистинските гости овде во студио. Верувам дека и денеска направивме вистински избор. Тоа гледачите ќе кажат, ја мислам дека не ви е лош избор. Еве, Што чекаат би гледачите рекле надвор. по кавадаречки емисијата ќе ја направиме Джова Коа. Джова кој и после она сама ќе се прави. Чао Надиш од една страна, чао Надиш од друга страна и после она сама се она дојде. Веројатно малку знаете дека Бубо Каров е и историчар, значи многу се разбира во историја. Како беше она со германците? Па, ние сме можеби единственото место кое што без никаква борба сме успеале германците да ги одбиеме и да ги одвратиме да не можат да влезат у Кавадар. Не ве признаваат за град херој, пушка пукнала Куманово. Не, ние не се ни трудиме. Нас не беше најбитно да така миролюбиво да ги натераме да се вратат назад. И имавме доуштици по Европа натаму нао и ни кажаа дека они се многу дисциплиниран народ. И ние на маренските уши му ставиме семафор и му го закочиме на црвена. И они цела, како што веа, редица наредени, тенкови, топови, стоат на црвено, стоат пола саат, стоат 2 сата, стоат еден ден, стоат 2 дена, и му дојде тие командирот, тие еден со бркој, како се каже. Малце помали од Хитлер, моите. Хитлер. Од моите мустаки помали. Вика, враќај се назад, вика, црвено е. И се Културен врати. народ. И тој семафор остана, после му го одадоме на неготинци за да можат да полагат овакво возачки испит, комисија да може да направи. Бубо, кога ги спомна неготинците, ривалството меѓу Неготино и Кавадарци постои години наназад и ден денеска е така. Зошто? Да, ривалство секогаш постоело. Па еве и Продуктивно е тоа ривалство. Го видоа, го слушнавте и го видовте Петар Камчев што кажа. Значи, ние уште на времето сме успеале главниот човек што требало да каже кај ќе биде центарот на светот, да го завртиме од другата страна, него од таа од кај што треба да помине. И веројатно уште од тогаш е ривалството. Меѓутоа има еден многу битен момент што треба да се каже. Не мислам постои ривалство и до ден денес. Значи, меѓутоа секогаш кога имало некои битни одлуки кои требало да се носат у републиката, државата, двете општини многу добро соработуваат. Дури неготинци наша вода пијат. Ние се откажавме, у Кавадарци нема доволно вода сега, али за неготинци мора да има секој ден. Нека пијат тие вода, вие ќе се задржите на ова друго. Па добро, ние ракија, вино, ваму, таму. Бубо, Тие нам што не се расипуваат. Покрај многуте интересни работи кои што ти секогаш имаш да ни ги кажеш, деновиве многу актуелно е тоа што познатата група Токму така, во која што и ти си член, се возобнови, се појави со нешто ново. На големо задоволство на публиката. Таа група Токму така, сите водители низ Македонија, сите своји најави ги почнуваат Токму така. Токму така. И тоа во Јапонија не викаат Токуму така. И веројатно е слично. Си имаат проблеми со некоја Па, битва. ланската година прв пат се одржа во Кавадарци рок-фестот Так-Так. Ќе се одржува и оваа година, ова нека биде шанса еве да го промовирам за оваа година на 8 и 9 јуни. И минатата година настапивме заедно со поголемиот број групи од наше време со кои што сме свиреле и со кои што всушност соработува мој покоен брат во чишто спомени и направи тој фестивал. Тогаш се собравме и донесовме истата вечер одлука повторно да се собереме, да се активираме. Веќе имаме нова песна снимена, се вика Балкан Балкан, се врти по радиостаниците, наскоро ќе има и видео издание и така. Да, ние некаде ја видовме таа песна. Ја видовме, ја слушнавме, во некоја друга прилика ќе ја представиме и на гледачите. Ова наша програма се повеќе фрла акцент на народната музика, затоа што сакаме да ги афирмираме формираните, пред некое време формираните оркестри на народни инструменти челгиите, им даваме убава шанса за во живо, што се вели, да се изнапеат народни. Ќе направиме и народна верзија ако треба, не е проблем. Па добре. За Балканот лесно се пишуваат песни. Специјално издание за плетенка во народна верзија, значи
Бидејќи преку емисијава се навраќаме кон традицијата и историјата, ги спојуваме минатото, сегашноста. Ако имаш уште некоја анегдота за кавадарци и кавадарчани на самиот крај од муаветот? Чекај, Сузе, Бубо го стави во минатото, во традицијата или во тоа третото? Во минатото, во сегашноста, а за еднината ништо не спомнав. Сакам да го збунам, ама... Анегдота за еднината не можам да кажам. Би било лага, нели? Ако сега кажам анегдота за еднината. Предизборен период не се кажуваат лаги. Како и да е. Што би рекол Кире, секој голем град се наоѓа покрај некоја река, така и градот Кавадарци си има своја река, а таа река ја нарекле Луда Мара. Луда Мара, да. Зошто знам лично со Луда Мара. Ете така, зошто ја нарекле Луда Мара, ќе слушнеме во следниот прилог. Дека некаде на оваа планета, наречена Земја, постои река, чие што име е Мара, па озгоре и Луда. Основното име на реката е Велика, заради тоа што во моменти кога овде имало обилни дождови, знаела да дотече и да поплави пола од овој простор каде што се наоѓаме и многу над нас. Реката географски има 4 имиња. Значи Велика, Ваташка, Куријска река и Куридере таму на влезот во Вардар. Некаде во средината или почетокот на 20-тиот век во Кавадарци имала жена, постоела жена која што се викала Мара, но била со пречки во развојот. И во 32 година се случува голема поплава, која што, меѓу другото, ја руши, односно ја носи и општината во која што имало и каса. Касата ја нашле во селото Курија, 20 на километри овде подолу, но реката била толку надојдена и бујна, што на некои дојденци овде од Србија им заличила на Луда. Па еден од жандарите кои што овдека биле како ослободители, рекол, па види ову реку, Луда е ко наша Луда Мара. И кавадарчани таа шега некако ја сватиле, може би повеќе вистини од тогаш е името на реката Луда Мара. Neka buna tapаните, нека буна
što mu mira Meraklija na vino to. Rakija. Одлично. Споменавме изведби во живо и денеска во Плетенка со големиот народен оркестар на Македонската радиотелевизија, но би сакала да ги поздравим и овие прекрасни млади момци и девојки кои што ни доаѓаат од Кавадарци, а се членови на фолклорниот ансамбл Тиквеш. А од Кавадарци ни доаѓа уште едно музичко име, Зоран Дамјанов. Повели Зоран. Пред да ни запееш, морам накратко само да те прашам. Кавадарчани во четвртокот го прославија Свети Трифун, ги закроија лозијата и официјално започна сезоната на одгледување на виновата лоза. Како го прославивте Свети Трифун? Фала му на Господ, многу добро. Јас бев и работно во манастирот Свети Ѓорѓи во Неготино. Поздрав многу до винариите, сите, значи во Кавадарци, Тиквешијата, Демир, Капија, сите, да не зборувам. Целиот Тиквешки регион? Така. Добро. Сега, кога се навраќаме кон тоа, какво е значењето на Кавадарци за тебе? Затоа што ти потекнуваш од Кавадарци, но 7 години те немаше воопшто ни во Кавадарци, ни во Македонија, ама повторно се врати. Се вратив и само едно ќе кажам, Кавадарци ми е, значи, секој си има свој град, така? Дома си е дома. Бев 7 години по Америка, шетав, мислев дека таму ќе најдам среќа, али среќата си ја најдов во Кавадарци, во Македонија, значи во Кавадарци, со фамилијата. Ајде сите ние заедно денеска да ја најдеме среќата и преку песните. Повели да преку слушнеме. Преку песните, најдобро. Повели. Слегов долу во визбата, слегов долу во визбата, слегов долу во визбата, там си најдов невестата. Слегов долу во визбата, там си најдов невестата. Там си најдов невестата, там си најдов невестата, там си најдов невестата, со главата под почвата. Там си најдов невестата, со главата под почвата. Со главата под почвата, со главата под почвата, со главата под почвата, а устето под чепчето. Со главата под почвата, а устето под чепчето. Што ќе капне на земјата, што ќе капне на земјата, што ќе капне на земјата, нека капне во устата. Што ќе капне на земјата, нека капне во устата. На филозоф, етичар, естетичар да му се дадат 5 минути да медитира на една тема, тоа значи дека водителите треба да си ги скратат прашањата и да му се даде предност на гостинот на Киро Темков. Посебно што ќе ни биде чест да го слушаме. Благодарам многу што ме поканивте. Јас сум роден во Кавадарци, уште како мал. Уште како. Со 2,5 години татко ми, мајка ми тргна по својот занечиски живот во други градови. Јас живеев во разни градови, разни места, на крај во Скопје завршивме.
како поголемиот дел од Македонија, нели, голем дел од кавадарчани во меѓувреме. Но како идат годините, ја се повеќе се враќам во Кавадар. Секоја година одев тамо, преку лето ме прачаа како дете, ама после сега веќе, кога самиот решавав и во зрели години, се повеќе се враќам во Кавадарци и уживам во Кавадарци и давам што можам, како професор, јас можам да давам предавања, нели, за изложби да зборам, за култура и така натаму. Па така сега, кога Скопје, Каваци пред 2 години беше град на културата, многу интересно, Домот на културата беше центарот на тоа случување, за 360 дена во годината, они дадоа 400 приредби. Ама тоа не е никакво чудо, Домот на културата има кавдаречка есен се вика, 3 месеци есенски, за 90 дена 90 приредби дават, секој ден. Тоа е шокантно, просто не можеш да ги гледаш, а не да ги организираш. Како се вика тоа уметнички правец, претеризам. Не, тоа е така треба културата, така се прави и вратена е повторно старата култура у Каваци. По тој повод направивме, сакам да кажам, нели, за некои од кавадарчаните, направив приказ за развојот на театарот у Кавадарци. Како е насловот на таа? Па не, он се вика Татарски гласик, ама прилогот е голема една студија за насловот на театар. Тамо има многу за придонесот од Чичко Миславчо Темко, Ана Темкова сликарката таткои, или на Иле Каро, татко му на Бубо, предходниот, нели, кој што го задои со желба за култура, нели, и така натаму. Фини луѓе, прекрасни. И ја тука напишав 4 студии за театарски луѓе од Кавадарци. Најголемиот македонски или најпознат македонски критичар, Климе Мазев, чија што черка Лилјана и натаму е критичарка, за писателот Томе Арсовски, кој има многу убави драми направено и ги учат и по училиштата. Сум играл во неговите радиодрами. Ете така. За Зафир Хаджиманов, чиј што татко е еден од создавачите на собирањето и оркестарот на радио-телевизија, на тогашна радио, после на радио-телевизија Скопје и така. Зафир Хаджиманов, големиот глумец и пејач. И за Бубо Каро. Напишав естетски студии за 4 глумци, нели, за Бубо Каро, најпопуларниот комичар во Македонија. Второ што тогаш имам написано, и тоа сакам да се пофалам со тоа. Мене посебно ме заинтересира оваа книга. Ова книга е за занечиите у Кавадарци. И тоа се собрани слики, и тука се разбира моите роднини предци, и така ги има некаде помеѓу овие стотици слики на мајстори чаршијата. Ние сме чаршичка мало и од чаршијата. Можеме вака на камерата да ја и крајот на тоа се вика етика на занечиите. Перо Канче, оној што збореше како на Кавадарци станало историско место и така натаму, историчар од Кавадарци кој има многу книги направено, он ме покани и јас напишав студија како од етиката и чаршијата на Кавадарци може да се изгледа идејата на етиката. Тоа толку ме охрабри да во книгата која после сега еве у Кавадарци ми објавија 2 книги, многу им благодарам, Домот на културата и мојот роднина и брат, големиот сликар Владко Темков, кој го води Домот на културата, нели вака жив да биде, нели махно така. Инаку и моите родители учествува. Мојот татко го донесе првото кино у Кавадарци, па така корените на Домот на културата се и од нашето семејство. И кон книгата која ми ја објави Етика на културата, ја напишав специјален поговор да луѓето не заборават од каде потекнуваат и што ги носи, кој се вика Кавадаречки придонес за културата и етиката. И ја кажувам дека сум учел од моите родители, од пријателите, од постарите предци, од комшиите, другарите и така натаму, и дека сите тие сакале култура. Тоа е неверојатно Кавадарци кога сакат култура. Пеат, танцуваат, многу стануваат уметници. Да, еве, Перо Мазев, најпознатиот сликар модерен македонски, роднина наш, нели, Гичо Чемерски, братучедот, академикот, најдобар сликар денеска у Македонија, Ана Темкова, најдобра сликарка, нели, и многу други, нели, сликари. А сега, еве, на братучед Миле
виолинистот Симју Дамјан беше изведена сега оркестарска свита една, нели, он е како еден вид предводник на новата генерација композитори у Македонија, нели, со нови идеи кои ќе настапат и сето тоа. Ние тоа го правиме, нели, и сето тоа сакам да го окажам, а јас у Каваци најмногу се дружам со Димо Милков Шарко, бившиот директор на пекарата, кој е една жива енциклопедија на личности и на настани, он кој ќе се раскаже, он знае илјадници луѓе, семејства, семејни тија лози, врзи, лози, за секого знае чија тетка била, кај се мажела, шо кажала по некој повод. И сите тоа го знаат, нели? Он ми е сега другар и со него многу се дружиме. И јас, во име на таа чаршијарската култура, Кавадарци е чаршија, една силна, добра, со добри мајстори, нели, во разни гранки и сето тоа, јас сакам направив книга професионална етика, која исто така излезе у Каваци, за етика на знаењата и на сликата, бидејќи моите беа пекари, слаткари, јашчи и така нешто, алваджи, бозаджи, нели тоа, од таа гранка. Сите мои, татко ми, дедо ми, прадедо ми, тукум дедо ми и сите таа, темковци се тие, таа лоза така. Јас на сликата ги ставив моите 3 внуци како мали пекари за континуитетот, бидејќи не чувствувам дека би знал, јас кој сум патувал по светот, знам јазици, тоа ми е струката, да имам интернационална култура, филозофија и етика и сето тоа, не би го знаел тоа и не би интересно кажувал и не би се борел за нешто добро, да не сум од Кавадарци и да го немам тој дух. И се радувам што е така. Среќен сум, ако можам така да кажам, човек може да се роди секаде, Господ кај ќе го смести, да ме сместил некаде на друго место, може би нешто друго ке сум правил. Ама овде кај у Кавадарци, нели, тоа го правам. И кавадарчани многу има талентирани. Например, Младжо Шапазов, покојниот професор по гинекологија, големиот, нели го спомнувам, бидејќи он кога студираше у Белград, ја бев дете, он ме играше, после стана голем професор, или сега доктор професорот Александар Димитров, директор или декан на Технолошко-металуршкиот факултет. Кавадарчани има по сите струки, по сите знаници, првокласни се, а и тие кои се у Кавадарци се добри, така што со радост одам тамо. Значи, за граѓанскиот дух, за етиката во Кавадарци, не може да се зборува како за нешто минато. Континуитетот се одржува и натаму. Актуелно е, и стои, и така натаму. Јас се чудам, сега сите се вознемирени што ќе биде со земјоделието, но не е земјоделието само Кавадарци се. И за нечиите, а уште нешто. Морам да ви кажам, еден факт кој јас, кој испитувач на универзитетот, тоа можам да го кажам, најмногу по број на население, учени, завршени со факултети, специализирани луѓе во Македонија, има од Кавадарци. Тоа е просто инспирација. Ги го има во сите струки и тие што се вратија у Кавадарци да живеат, нели, некои што одат. Внук ми, например, Борче Павлов, добар студент по медицина, одличен асистент сега на Филип II на кардиологија, сега у Германија учи најдобро светска у светски центар за кардиологија се учи да биде специјалист. Нема 27-8 години. Тие се кавадарчани, работливи, талентирани, вредни, а особено сакат музика. И сите се талентирани, освен мене од моето семејство. Кога сме кај музиката? Малце на увото, јас сум одвија од на мајка ми тија. Верувам дека ќе ви биде задоволство сега да ја слушнете и следната песна, која што ќе ја изведат Тајфата на Димо Дулот, Кавадарчани, автентично представување на музиката од Кавадарци. Повелете. Моми тикве шанки, моми тикве шанки. Se scarale, se stepale, momi tикве шанки, se scarale, se stepale, momi tикве шанки. Моми тикве шанки, моми тикве шанки, моми тикве
квешанки, бре, 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 момите квешанки. Рацете си изкършиле, коси изкубале, рацете си изкършиле, коси изкубале, бре, 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 раци изкършиле, бре, 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 коси изкубале, бре, 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 раци изкършиле, бре, 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 коси изкубале. Женето, бре, 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 се заедно лудо, младо, бре, 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 лудо на женето.
Ви благодарам, тоа беа играорците и играорките од фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци. Ви благодарам на прекрасната изведба. Ние продолжуваме со разговор овде во студиото. Споменавме многу имиња на познати кавадарчани, меѓу кои не смееме никако да го изоставиме и Никола Бадев, легендата на македонската народна песна, кој што велеше: песната е мојот живот, живеам за неа и преку неа. И токму преку песната тој и после толку многу години од неговата смрт се уште живе. Ќе разговараме за тоа со неговите ќерки, Роска и Сузана, кои што знаат на свој единствен и достоен начин да го продолжат делото на својот татко. Роска пред се преку книгите во кои што Бадев покрај како пеач го представува и како собирач на народни песни и народни умотворби. Чест ми е што не поканивте во оваа пригода за Кавадарци, за татко ми. Да кажам дека скоро 20 години работам на делото на татко ми, посветена сум на тоа, на дело кое го остави во наследство на македонската ризница. Успеав да издадам 5 книги за него, со различни содржини. Првата книга ми беше издадена во 2000 година. Тоа е монографијата наречена Никола Бадев. Оваа монографија е под мотото "Другите зборуваат за Бадев", затоа што испреплетена е со изјавите на пријателите, на роднините, на неговите современици, на сите оние кои што многу убаво кажа, не само како интерпретатор, него и како човек. Потоа, јас татко ми го представив и како собирач на народни песни. Тој со својот убав ракопис собрал над 400 песни, кои што си ги селектирал и од нив си го избирал својот репертуар. Си направил една своја документација со... Да, и си ги одбрал најубавите песни. Так. Јас ги издадов во 3 тома, така да бидат достапни за другите луѓе кои што овде има песни кои што воопшто не се изведувани. Петата и најновата книга ми е мелографски записи на песните на Никола Бадев. Таа на крајот од оваа година излезе благодарение под покровителство на Министерството за култура и Дирекција за култура, на кои сум им благодарна. Оваа книга се состои од целокупниот опус негов, испеани песни, мелографирани од мене, онака како што тој ги испел, со сите негови украси, карактеристично бадевско пење, мелизми. Единствен во изведбата со својот кадифен глас ги испеа најлирските песни. Сега, Роска, вие токму преку овие книги го представивте тоа што целиот, односно творечкиот опус на Никола Бадев, а знам дека Сузана многу повеќе сака кога има можност да запее и да ги испее песните на низиниот татко. Да, точно така. Јас сакам да ги пеам песмите на татко ми, затоа што татко ми, Кавадарци се е препознатлив по Никола Бадев, по пеењето на бадевското пеење. Тој е легенда. Тој е роден во тој крај, Тиквешкиот, Кавадарци, каде што пеел по серенади, после тоа доаѓа во Скопје, па почнува да пее, да оди по турнеи и мислам дека еден од најлирските, најубавите гласови во Македонија, ако ми е татко, меѓутоа мислам дека е гласот на мојот татко. Јас како ќерка негова имала желба, а сега посебно во овие по-возрастни години, станувам активна со тоа што почнувам да снимам CD со негови песни, постари, не толку познати песни во аранжман на маестро Тодор Трајчевски и во пратња со Мишко Крцевски. До сега се снимивме 4 песни,
А CD-то е со 4 песми снимено, меѓутоа ќе снимиме до 10 песни. Ќе излезе значи CD од ќерката на Никола Бадев, Сузана, која што треба да оставам еден белек, една оставина на моите деца, на моите внуци, кои што исто така се музикални. Посебно сакам да кажам за мојот внук Виктор Рафајловски, кој што свири на клавир и освојува први награди. Честитки за него. Да, честитки. Јас би се надополнила на ова што ви го кажавте, дека гласот и изведбата на Никола Бадев е инспирација за многу млади генерации кои што продолжуваат да се занимаваат со музика. Јас би сакала еве да си дозволиме едно мало задоволство и да се навратиме малку на таа прекрасна изведба на Никола Бадев преку снимен материјал кој што го превземавме од документацијата на Македонската радиотелевизија. Едно богатство. Да, точно така. Ние овде во Женското друштво разговаравме и за кавадаречките специјалитети и сите заедно се сложивме дека секоја кавадарчанка како добра домаќинка покрај другите работи треба да знае да направи и пишии, кавадаречки пишии. Но еве и вие погледнете како тие се прават. За да се приготват пишиите, кавадаречките пишии, потребно е се прави тесто од брашно, вода, млака, сол и квасец. Тестото втасува околу 1 час, потоа се размесуваат пишиите на мали тестенца и секој тестенце со рака го тегниме и правиме форма на круг и се ставаат во врел зејтин да се пржат. Бакарна тава се употребува за овие кавадаречки пишии
и се боцка со вилушка и се попрскува со зејтин. Пишијата се прже од двете страни, истовремено цело време се прска со зејтин и од кога ќе биде готова едната страна, се превртува да се прже и во другата страна. После, од кога ќе се испржи и долната страна, веќе пишиите се готови за јадење. Пишиите се многу вкусни за јадење со традиционалниот маџун и со сирење. Sano sedam, sanog pijam, vino lejam, sozi ronam, vino lejam, sozi ronam, no od ljubov ne se bega, no od ljubov ne se bega. Vino lejam, sozi ronam, no od ljubov ne se bega, no od ljubov ne se bega. Da su bile jas biletna, da su vetre bite sretna, no daleku ti si sega, no od ljubov ne se bega, no od ljubov ne se bega, no daleku ti si sega, no od ljubov ne se bega, no
Јас сум човек, тешко ми е. Болна болка, болно бие. Барав љубов, барам шега, но од љубов не се бега, но од љубов не се бега. Барав љубов, барав шега, но од љубов не се бега, но од љубов не се бега. Прекрасно на вистина и сите ние би сакале емисијава да трае уште барем половина час за да можеме да продолжиме со овие прекрасни песни. Уште еден гостин и уште еден краток разговор за она што значи главни случувања и карактеристики на Кавадарци. Добре дојде за господинот Владимир Темков, ликовен уметник, и пред самиот почеток на разговорот би сакала најпрви да ви го честитам јубилеот, 30 години од вашето творештво кое што токму годинава го одбележавте. Денеска во емисијата во функција на директор на Домот на културата на Кавадарци и ќе поразговараме за една многу убава манифестација во Кавадарци. 50 години традиција, тиквешкиот гроздобер, кој што започнува некаде во септември месец, токму со почнување на сезоната на собирање на грозјата. Да, точно така. Значи, тиквешкиот гроздобер е олицетворение на Кавадарци во делот на културата. Денес тиквешкиот гроздобер е стопанско, туристичка и пред се културна манифестација, а главна одлика на тиквешкиот гроздобер е и тиквешкиот карнавал, кој што е составен дел на тридневните случувања, кои што по баканалиите се 3 дена се случуваат во Кавадарци. Многу содржини за сите возрасти, привлекувате секоја година се повеќе гости и туристи кои што максимално се забавуваат дружејќи се со сето тоа што имате да го понудите. Значи, тиквешкиот гроздобер и тиквешкиот карнавал се пред се манифестација за сите генерации кои што доаѓаат да го посетат Кавадарци во овој период. А најмногу во делот на музиката и музичко-сценските дејности во последните неколку години се обрнува внимание и мислам дека Кавадарци полека го зазема своето место во Република Македонија како центар на културните случувања и културните настани. Битно е да се потенцира тоа дека носечка гранка на тиквешкиот гроздобер е карнавалот, кој што над 50 поставки на млади од цела бивша, од просториите на цела бивша Југославија, значи доаѓаат овде, како збртимени градови, како градови кои што се карнавалски, кои што се одржуваат. Затоа што Кавадарци е последниот град кој што во тековната година го одржува овој карнавал. Сите карнавали се некаде во почетокот на февруар и март месец низ цела Европа. Кавадарци во септември е последниот град кој што се одржува, така да се сумираат сите резултати од карнавалските поворки. Карнавалот е направен, нели, и една од носичките поставки е во славата на богот Бахус или на богот Дионис по грчката митологија, кој што е бог на виното, бог на грозјето, и во негова чест и во негова слава, значи има една од најдобрите поставки во тиквешкиот гроздобер, односно во карнавалот кој што е дел од оваа манифестација. Ние во овој разговор толку можеме да кажеме, но затоа пак сите оние кои што сакаат да бидат дел од ова случување, нека повелат во Кавадарци, ќе можат да откинат некој гроз, да пробат од убавото вино и ракија и да се дружат со кавадарчани. Да, само сакам да кажам дека составен дел и на овој тиквешки
Гроздовер е и концертот кој што е посветен на песната на Бадев. Ете така, да. Го Кој што споменавте е Никола дел Бадев. од музиката и многу содржини од познати и признати европски, југословенски, бивши југословенски групи кои што се дел од гостувањето во Кавадарци. Так, многу содржани во денешното издание на емисијата Плетенка. Ако имаме време за уште еден прилог, може од режија да го пуштат, меѓутоа ако не, ќе завршиме со на најубавото од Кавадарци, фолклорната изведба на културно, односно на фолклорниот ансамбл Тиквеш од Кавадарци. Кира, навистина убаво си поминавме. Така, можам да кажам само дека жалам што имавме уште неколку прилози направено, Така? особено за моите пријатели риболовците, каде што сакавме да го покажеме богатството на рибниот фонд крај ова прекрасно езеро што цело време го гледате. Меѓутоа, има уште времења и уште средби со нашите граѓани каде што ние најчесто гостуваме. Поздрав од нас и бидете и следната недела со новото издание на емисијата Плетенка. Пријатен ден. Пријатно.